нешто невидено, невиден спектакл во нашиот град, би рекол и во нашата држава. Салата која едва собира 3.500 гледачи, оваа вечер има, можеби ги има сите 5.000 гледачи расположени да навиваат со македонските знамиња, да му помогнат на 4-кратниот државен првак боречкиот клуб Бучим Јака да дојде ете и до прва подобра победа во купот на шампионите. Навистина ова е невиден спектакл, се во ова што го гледате и се очекува во секој момент да излезат екипите и на двете страни, односно италијанскиот шампион Фиаме Оро, 6 години шампион на Италија и 4-кратниот шампион на Македонија Бучим Јака. И еве ги, поштувани гледачи, излегуваат први шампионите на Италија, бурно поздравени од многу гостолюбивата радовишка и македонска публика, предводени од тренерот на нивната екипа Чиро Бонкомпањи. Ги предводи своите пулени, а веднаш заднив италијанскиот судија Џампиеро Габијани. Се очекува влегувањето, сигурно ја слушате оваа ерупција, еве ги 4-кратните шампиони. Боречки клуб Бучим Јака, предводени од тренерот Димче Ангелов, еве го гледаме Ватко Соколов, Тони Анчев, Никол Чукалајджиев, Тони Танчев, Васко Спасов, Валери Веркушин, ги гледа Гари Модосјан, Ангелов Трајан, ги гледаме еве и руските уште две големи засилувања за оваа година на категорија 100 килограми, Голубовски Јури и во последната најтешка категорија Хагуров Аслан. Тука е македонскиот судија кој ќе суди оваа вечер Кирил Тунџев. И најпрвен уште еднаш по категории ќе можеме да ги представиме вечерашните соперници, шампионите на Италија и Македонија. Сите со нетрпение верувам го очекувате почетокот кога гонгот ќе го означи и почетокот на првата борба. Многу гости на освечената ложа пред све почестени со присуството на заменикот амбасадор во Република Македонија, господинот Стилоне Франко. И еве во категорија 48 килограми Корадо Кошино за Фиаме Оро Владко Соколов Бучим Јака. Корадо Кошино најдобри резултати, шампион на Италија 4 години поред. Навистина се работи за одличен борач, но Владко Соколов во моментот, знаете, најдобриот македонски борач. Категорија 52 килограми Фабио Кошино, шампион на Италија за 92-93 година. За Бучим Јака прекалениот борец Тони Анчев. Вистински спектакл, ова е нешто невидено навистина. Категорија 57 килограми, најдобриот борач според информациите што доаѓаат во екипата на Фиаме Оро, Умберто Пироне. Трето место за младинци на Европа, на шампионот на Европа, шампион јуниор во неколку години во својата земја, потоа и сениорски шампион. Навистина голем успех, трето место на европски шампионат за јуниори, за домашната екипа миленикот на родишката публика Никол Чукалајджиев. Категорија 62 килограми Емилио Читро, шампион на Италија. А за Бучим Јака Тони Танчев, гледате како бурно е поздравен. И самите италијани, гледате, погледнуваат на онаа голема трибина каде што е вистински пекол. Како да се работи за навистина финале на некое светско првенство. Таква е бразилска атмосферата во спортско-рекреативниот центар 25 мај. Категорија 68 килограми, навистина. Нам ни е жал Фулвио Верди не успеа да ги скине оние потребни кила. Па така тие со Спасов Васко ќе имаат само една ревијална борба. Како и да е, се едно него намалува значајот на овој голем спектакл, на оваа голема спортска приредба. Салваторе Ринела на категоријата 74 килограми, еден исто така од подобрите борачи на Фиаме Оро, трикратен шампион на Италија и учествувал на светскиот шампионат. За Бучим Јака Верхушин, Валери Верхушин, 33 годишен ас на руското борење, којете ги засилува редовите на Бучим Јака, Валери Верхушин. Категорија 82 килограми Анџело Камарда. Анџело Камарда и тој има доста успеси. Првак е во Италија, светски шампион на политичкиот шампионат. Бидејќи знаете, низ оние наши емисии цела недела. Фиаме Оро или Златен пламен во превод е полициски клуб, клуб на карабинерите. Во него сите борачи се и воено карабинери или полицајци.
па на таков еден полиски шампион станал и прв категорија 90 кг Марко Афре, втор на светскиот шампионат за младинци, шампион на Италија јуниори, шампион на Италија и шампион на универзијадата. А кај Бучимјаката Ангелов Трајан го видовте легендот на радишкото борење, категорија 100 килограми. Марко Афре кај италијанскиот првак, а за Бучимјака Јури Голубовски. Како камен, како еден голем камен, голема стена иде да Јури Голубовски. Сите очекуваат на дело оваа петилјана публика да ги видат тие засилувања од Русија, да ги видат нивните борби, категорија 130 килограми, Марчело Транконе, а за Бучимјака Аслан Хагуров. Тренер, како што реков, на Фиаме Оро, Чиро Бонкомпањи, еден наистина симпатичен човек кој доста беше расположен за комуникација цела ова недела, импресиониран од себе ова што го виде во нашиот град, во нашата држава. Димче Ангелов, тренер на Бучимјака, ели пригодни подароци разменуваат и двајцата. Срдечна прегратка и од поздравување на оваа петилјана публика. Представник на клубот Фиаме Оро, господинот Ренато Манчини. На Бучимјака председателот на клубот Кирчо Сосинов. И тој бурно поздравен, ете за спомен на гост од Италија. Председателот на боречкиот клуб Бучимјака Кирчо Сосинов ќе му предаде една уметничка слика која ќе ја носат борачите на Фиаме Оро во својата земја, во своите службени простори, каде сигурно ќе ги потсеќа сево ова на еден пријатен пречек, на едно пријатно престојување во нашиот град Радович, во нашата држава Македонија. И исто така и Ренато Манчини му подари нешто за спомен на својот колега Кирчо Сосинов. Судија и делегат на ФИЛА Раде Ачич, Сојузна Република Југославија. Италијанскиот судија го гледаме Джан Пиеро Габијани и Кирил Тунџев од Македонија. Тие ќе ги водат борбите на душекот и ќе бидат бодовни судии, додека главен делегат, реков, судијата Раде Ачич, Сојузна Република Југославија, прославен судија, учесник на неколку европски и светски шампионати, потенцијален кандидат за судење на Олимпијаната во Атланта 96 година, уште еден поглед на голема трибина, сега химната на Италија.
почитувани гледачи, го слушнавте интонирањето и на двете химни, најпрви италијанската, како што доликува, потоа и македонската химна, која верувам ја слушнавте од 5000 грла воодушевени. Ја пееа својата химна уште еднаш морално помагајќи пред почетокот на ова прво коло во купот на европските шампиони да им помогнат на своите миленици, борачите на боречкиот клуб Бучи Мјака. Ние за некој момент ја очекуваме првата борбата во категоријата 48 килограми. Темаш ги гледате одблизу борачите на боречкиот клуб Фиаме Оро ди Наполи, Италија. Значи, прва борба ја очекуваме 48 килограми за италијанскиот првак Корадо Кошино, реков во најавата 3-годишен шампион на Италија, 3 години поред шампион на Италија. Ова се разбира слика за историјата на радовишкото, на македонското борење. Прв настап во купот на европските шампиони, верувам и никако нема да биде последен настап кој широко ги отвора вратите за презентација на боречкиот спорт, за презентација во светот, не само на спортот, воопшто да се слушне за името Македонија насекаде. Ако кажав за Корадо Кошино, тогаш не треба посебно да ви го представам и првиот борач во категоријата 48 килограми за Бучи Мјака. Оваа спектакуларна вечер, Владко Соколов, можем уште сега да кажем, иако со своите 24 години легенда на македонското борење. Човекот кој во моментот сигурно е најсупериорен на европската и светска сцена од сите македонски репрезентативци, без никакво преценување или подценување. Неговите резултати тоа го докажуваат. Неговото последно 5-то место на европското првенство, иако може да се каже имаше добар настап и на светското првенство во Атланта заедно со Николчо Калајджиев и Тони Танчев, секогаш презент на македонското борење. Еве го гледаме како се спрема нашата втора камера, го забележува тоа, почитувани гледачи. И двајцата борачи можевме да ги видиме, категорија 48 килограми, Корадо Кошино го гледаме неколку секунди пред својот настап. А ево Чиро Бонкомпањи, судија на душекот. Ќе видиме дали тоа ќе биде Џампиеро Гавјани или Кирил Тунџев, се едно делегат на Фила Раде Ачич. Излегува Соколов, френетично бодрен од 5000-ната публика. Излегува и Корадо Кошино. Значи во секој момент очекуваме да започне првата борба од спектакуларното прво коло на купот на европските шампиони. На душекот, значи првата борба ќе ја води италијанскиот судија Џампиеро Гавјани, подобен Кирил Тунџев, Македонија. Влегува на мегна, значи Владко Соколов на Корадо Кошино. Само погледнете и слушнете таа подршка од трибините. Публиката секогаш нескромно, нормално бара туш. Го подрат македонскиот репрезентативец, борачот на Бучи Мјака Владко Соколов. Почетно испитување на снагите, 30 на секунди од борбата, без поени. Го забележувате сигурно и дресот на Владко Соколов, новата опрема од спонзорот Технокс Машинери Лугано, која веќе во понеделникот им беше подарена на борачите на Бучи Мјака. И еве сега напад, одлично. Одлично го направи тоа Владко Соколов, освоива поен. Да видиме дали ќе го тушира својот противник. Корадо Кошино е во една независна ситуација сега. Со сите сили започнува Владко Соколов. Го доведува својот противник туж, победа на Владко Соколов. Победа на Владко Соколов, големо воодушевување на трибините. Големо воодушевување на трибините, победа на Владко Соколов, водство од 1:0 или спрема будувањето на Фила 4:0. Одличен почеток на македонските борачи. Одличен почеток на Бучи Мјака, извонреден Владко Соколов, минута и 10 на секунди му беше потребно. Минута и 10 на секунди му беше потребно да ја заврши целата работа, водство на Бучи Мјака.
ерупција во одушевувањето. Соколов ги прима честитките и од председателот на клубот и од првиот човек на СРС, еве го и генерал-штабот односно генералот на Струничкиот гарнизон, се извинувам, кој исто така има почести за своето гостување овде. Пратеникот од Радовиш, господин Славчо Чапов, заменикот министер за физичко образование и физичка култура Таки Джиков, голем спортски работник. Гледаме многу познати имиња, почитувани играчи. Шабан сиди тука, еве го и заменикот амбасадор на Италија во Република Македонија, Тилоне Франко. А ние мораме да се вратиме на Душекот. Јас просто невозможно да ги кажам сите познати лица овде што се присутни во спортско-рекреативниот центар 25 мај во Радовиш. Следна борба, категорија 52 кг за Фиаме Оро, Фабио Кошино, шампион на Италија за 92-93 година, за Бучимјака, како што реков и во најавата, големиот борец на Душекот Тони Анчев. Тони Анчев. Последни соведи на Чиро Бонкомпањи за својот пулен. Втора борба. Започна борбата помеѓу Тони Анчев и Фабио Кошино. Врие како во кошница во спортската сала, почитувани гледачи. Забележувам и на покривот од спортската сала, но ние придружни елементи, секаде, секое место буквално е пополнето. Ваков интерес за еден спортски надпревар не се памети во Радовиш. Ова ги надминува сите рекорди, се враќаме ние на борбата. Испитување на силите, нормално во овие борби, не се знаат доволно противниците. И прв поен за Тони Анчев. Прв поен за Тони Анчев, одлично, прекрасна брзина. Отиде зад противникот, прв поен, ја продолжува својата акција. Браво, Тони Анчев. Нови 2 поени. Една минута од борбата, 3:0 води Тони Анчев. Слушнете ги овие поклици. Македонија, Македонија. Веројатно се запознаени. И македонската телевизија врши директен пренос. Цела Македонија ќе може да гледа и да ужива во ова што досега се случува. Само вака да продолжат нашите борачи. Минута и 15 секунди, 3:0 води Тони Анчев. Оптимистички тој беше расположен пред овие борби, пред оваа негова борба. Ете се најде во првите 10 мина, но сепак беше тоа дозирано и дистанцирано. Стигнува поддршката за Тони Анчев. Дали ќе успее и оваа акција до крај да изведе? Не успеа, останува 3:0, минута и 49 секунди од борбата. 3 минути и 11 секунди до крајот на оние 5 минути. Уште еден поен, 4:0. Ова атмосфера, почитувани гледачи, и јас сум импресиониран како да се работи за некој јужноамерикански стил, како да сме во Јужна Америка, навистина вака френетично борење. И самите италијани на самото влегување во салата може да забележам некаде околу 19 часот и 5 минути, веќе беше полна салата. Не можеа да веруваат во она што го гледаат. Уште еден поен за Тони Анчев. Уште еден поен, 5:0.
уште со сите спортски дозволени реквизити. Ајде го гледаме во сепак оној поен главниот делегатот од Фила Радеачич не го прифати, останало 4:0, се едно водство на Тони Анчев. Пасив сега на партер ќе се најде Фабио Кошино. Одминува времето 3 минути и 40 секунди од борбата. Уште 1 минута и 20 секунди го дели Тони Анчев од својот голем успех. Само да издржи така до крајот на борбата. Го има потребното водство, 4:0. Па и тактички треба, почитувани гледачи, да помине оваа борба. Го има веќе водството. Доколку не освои неговиот противник, ниту еден поен, а заврши вака со 4:0, Тони Анчев на својата екипа ќе ги донесе уште 3 позитивни поени. Ватко Соколов го стори тоа на велемајсторски начин, туж 4:0, според бодувањето на Фила. – 45 секунди до крајот на борбата. И натаму водство на Тони Анчев од 4:0. Одлично тактизира Анчев. Нема дозволува на својот противник да освои досега ниту еден поен. – 20 секунди до крајот. Осум секунди. 5 секунди сега до крајот. Еве гледаме на семафорот таму во левиот агол, почитувани гледачи. 2 секунди, крај на борбата ќе биде тоа. Крај на борбата, победа на Тони Анчев со 4:0, нови 3 позитивни поени. Нови 3 поени. 2:0 или 7:0. Одлично почна шампионите. Боречкиот клуб на Бучи Мјака. Френетично е поздравен и Тони Анчев. Еве, забележуваме едно знаме испишано со неговото презиме Анчев. Честитки и од италијанскиот тренер. А сега средна борба. Борба во категорија 57 килограми. Според најавите на италијанската управа, 57 килограми. Умберто Пироне, голема надеж на италијанското борење. Како што реков, на шампионатот на Европа за јуниори, 3-то место. Одличен успех. Шампион на Италија. Има и едно 4-то место на Медитеранските игри. Исто така голема манифестација. Започна борбата. Николчо Калајджиев сигурно ќе даде се од себе. Познат е по своите атракции, по своите одлични борби. Стандарден македонски репрезентативец, учесник на последното светско првенство во Атланта, потенцијален кандидат за учеството на Олимписките игри, исто така во Атланта 96 година. Во првите 40 секунди гледате испитување на снагите. Нормално, реков, не се доволно или воопшто познаваат овие борачи, немаат протиставено досега на ниеден меѓународен натпревар и прв поен за Николчо Калајджиев. Го видовте како видра, како веднаш за дел од секундата се најде и изведе оваа своја акција за својот противник 1:0. Веројатно италијаните се импресионирани од оваа френетична публика. Минута и 12 секунди од борбата. Не успеа сега Калајджиев. Брси и Умберто Пироне.
Се работи за добар борач, почитувани гледачи. Уште една акција на Калајджиев. Дали ќе добие поен? Добива поен, 2:0, минута и 55 секунди од борбата. Два поени освои Калајджиев. Нема поени. Не успеат докрај овде да ја изведе својата акција. Не напушти ефилната зона на Душекот. Подршка за Калајджиев. Уште еден поглед прекрасен на големата трибина од спортската сала во Радовиш. Прекрасно го прави тоа Калајджиев. Нов поен, 3:0. Нов поен за Калајджиев, води со 3:0. На истекот на третата минута од борбата. Нов начин, нова тактика, да видиме дали ќе му успее ова. Не му дава око да отвори на својот противник. Дали ќе го изведе ова сега што го замисли Калајджиев? Така е. Еден поен оделува Џампиеро Гавијани. 4:0. Прекрасна акција на велемајсторот на Душекот Николчо Калајджиев. Минута и 20 секунди до крајот на борбата, води со 4:0 Калајджиев. Повторно е тој во една своја офанзива, дали ќе го повтори истото? Се обидува. Умберто Пироне засега немоќен. 58 секунди до крајот на борбата. Уште една прекрасна акција. Уште еден поен, 5:0. 5:0 води Калајджиев. Шест према 0. Уште еден поен доби. 6:0, 27 секунди до крајот на борбата. Убедлива предност. Веруваме сте заедно дека ќе сочува до крајот на оваа борба. Еве гледате и сами го гледате семафорот, 15 секунди. Пироне сега се обидува нешто. Умберто Пироне дали ќе успее први поени. Освои 2 поена тука. Освои Умберто Пироне 2 поени, 6:2. Крај на борбата. Крај на борбата, победа на Николчо Калајджиев со 6:2. Уште една победа, водство од 3:0. Водство од 3:0 или 10:1 по будувањето на фила. Прв позитивен поен и за италијаните, 10:1.
Отпоздравува и Калајджиев на оваа публика која го бодреше. Следува категорија 62 килограми. Емилио Читро. Емилио Читро, шампион на Италија за минатата година. Тони Танчев за Бучи Мјака. За него не треба да трошиме зборови, за него и се познато. Се врати минатата година во едно вистинско блесково издание. Еве го Тони Танчев. Голем борач, атрактивен. Решение за секоја невозможна ситуација има на душекот. Тони Танчев, Бучи Мјака, учесник на последното светско првенство во Атланта. И четврта година ќе ја запамети, избран за најдобар борач македонски. Според сите анкети, овде во нашето студио избран за спортист на годината и тоа најголемо признание. Вие гледачите го одбравте него. Да се вратиме на борбата. Емилио Читро, син дрес, црвен дрес, Тони Танчев. Прва акција на Танчев. Останува без бодови, 30 секунди од борбата. Сега можност за Танчев. Одлична акција. Да видиме колку поени ќе добие. Добива, ми се чини 2 поени, да видиме колку делегатот на Фила ќе приводи 3 поени, 3:0. Но да видиме дали не се работи за некоја повреда. Да веруваме дека се е во најдобар ред. Се жали на повреда на левата рака, лактот од левата рака. Дежурниот лекар, односно лекарот на боречкиот клуб Бучи Мјака, веднаш на душекот. Роберт Велков. При онаа своја акција, да веруваме дека не се работи за ништо посериозно. Танчев е голем борец. Ќе ја продолжи борбата. Ќе ја продолжи борбата Тони Танчев. Води со 3:0 за 1 минута и 10 секунди. Повторна акција, прекрасно го прави тоа. 1 поен. 4:0. Бедлива предност за Тони Танчев. 4:0. Минута и пол од борбата. Одлично тргна Тони Танчев. Уште 1 поен, 5:0. 5:0. Не успеа до крај. Се едно одлична борба на Тони Танчев до сега. 5:0 водство. Две минути и 9 секунди од борбата. Развиорени македонските знамиња. Како што се очекуваше, публиката секогаш со своите борачи. Уште еден обид. Одлично го прави тоа сега, можност и за туш. Сега, за сега нема, продолжува својата акција Тони Танчев, да видиме. Туш е тоа. Ми се чини дека делегатот Фила покажа крај туш, но продолжува Тони Танчев се извинувам.
Туш, така е. И реков јас, победа со Туш, делегатот погледна за момент во делегатот на Фила Радеачич. Ја видовте добро и онаа ситуација од нашата втора камера, победа на Тони Танчев со Туш, водство на Бучим Јаково 4:0 или 14:1. Победа со Туш и на Тони Танчев, тоа добро го забележав, почитувани гледачи. Можете во дел од секундата и од оние 2-3 секунди да видите и вие. Заслужени честитки за Тони Танчев и од селекторот Насе Бијате, тамо од она свечена ложа, честитки за Тони Танчев. Сега категорија 68 килограми. Ова борба, почитувани гледачи, на еден начин службено ја добива Спасов Васко. Фулвио Верди не успеа намерението да ги скине оние потребни килограми. Ревијален надпревар, што значи веќе е 5:0 и 18:1. Но сепак да ја проследиме оваа борба. Фулвио Верди, шампион на Италија, учесник на неколку меѓународни турнири. Како што можете да забележите досега во пристигувањето на италијанските борачи, сите поред шампиони на својата држава, многу од нив гледате учесници на првенства, сега добиваат поени. Во тешка ситуација се наоѓа Васе Спасов, успеа да победне од туж ситуација, успеа. Ето борбата и службено е добиена, секако гледате со каков вознес и публиката ја следи. Васе Спасов му остануваат 8 дена до служувањето на војниот рок, но на своја обврска спрема својата држава. Го забележал ми селекторот, односно првиот тренер Шабан Сидио, тука е тренерот на младинската репрезентација, прославениот борец Јас Ристо Дарлев, Чедо Николовски, Зоран Шоров, сите што нешто значија или значат во борењето, се присутни во спортската сала во Радовиш. Еве поени за Васе Спасов, ќе го следиме и резултатот на оваа ревијална борба, 4:2 за сега за Спасов. Јас реков и на почетокот за оние наши гледачи што покосно се случуваат. Почестени сме со присуството на заменикот амбасадор на Република Италија во Република Македонија, господинот Стилоне Франко, кој пристигна на половина час пред почетокот на борбите во нашиот град. Изненаден, пријатно изненаден од оваа прекрасна атмосфера. Улиците на Радовиш беа уште од утрото полни со знамења навивачки каравани, некаде веќе околу 16 часот, па и на фудбалската средопочковица јака и кавадарци повеќе се зборуваше и навиваше за борењето настан број 1. 5:4 има водство италијанскиот борач. Потежок е рака на срце и во оваа борба. Реков му успеа да ги симне оние потребни килограми за неговата категорија 68. Жан-Пиеро Габијани, судија на душокот. Имахме можност да разговараме пред самиот почеток и со него на овие борби. Судија од прв меѓународен степен. Значи меѓународен судија од прв степен се извинувам. Совесно и поштено е дели боречката правда досега.
прв пат учествува во Купот на европските шампиони. Веројатно во нашите емисии од петокот Ноќен пулс можете да слушнете кои се сите 10 учесници, 10 великани, големи земји: Русија, Белорусија, Унгарија, Франција, Бугарија, Турција. Навистина, Македонија, Италија, се тоа репрезентации кои, посебно тука за руските репрезентации од поранешниот Советски сојуз, сите се посебно силни. Жепката сакаше во првото коло се сретнат Русија и Белорусија, Бугарија и Турција. Водечките земји и во светот, не само во Европа. Уште 19 секунди до крајот на оваа борба. Аплаузи за оваа борба. Фулвио Верди по утисност на 6:4. Реков, да повторам, еве го и заменикот амбасадор на нозе ја прослави како ревијален карактер оваа победа на Фулвио Верди. И тој воодушевен, заслужено доби аплаузи. А сега следува категорија 74 килограми за италијанската екипа Салваторе Ринела. Повеќе кратен шампион на Италија, учествувал и на светски шампионат. Учествуваше сега, значи во Атланта и освоил 7-мо место. Одличен успех на Салваторе Ринела на последното светско првенство во Атланта. А за Бочимјака, прво засилување, кое ќе можеме сега да го видиме и на лице место, Валери Верхушин, 33 годишен прекален борец, секогаш расположен за контакти. Можехме да забележиме на тренинзите што ги одржуваше цела оваа недела во малата сала на спортско-рекреативниот центар. Наоѓаше време да си поигра со оние најмладите, да им покаже нешто од своето искуство. Тргнува Валери Верхушин. Гледате како го направи сето тоа. 1 поен, 1:0. Тоа е мајстор на борењето. Нови 2 поени. Валери Верхушин, 30:0. Одлично го прави тоа. Не му вреди на Ринела и 7-то место од светското првенство. Го гледате Валери Верхушин со сите сили. Туж ситуација, да видиме дали ќе успее. Публиката е на нозе. Туж во овој момент. Минута и 4 секунди му беа потребни на Валери Верхушин да ја запали оваа петилјана публика, да ја крене на нозе буквално сите до еден. Победа со туж. Победа со туж на Валери Верхушин. 18:1 или 6:0. Воодушевена и управата на воодушевен е првиот човек на светот на бројските спортови на Македонија. Еве го Валери Верхушин. Заслужени овации оди да ги прими заслужени честитки. Таму огледам и поранешниот светски првак, неговиот тренер кој допатува заедно со него од Русија, Јури Шахмуратов, поранешен неколкукратен светски шампион. Следува борба, категорија 82 килограми. Анджело Камбарда за италијанскиот шампион. Анджело Камбарда, светски шампион во полицискиот шампионат. Во полицискиот шампионат, значи на светот, кога се среќаваат полицајците од цел свет, кои имаат активни борачи, светски шампион. Во Мелбурн, Австралија има учествувано, значи на тој полициски шампионат.
93 година шампион на Италија. За Бучимјака, Гари Модосјан. Гари Модосјан исто така допатува од Русија. Поточно од Москва. Можевме со него да разговараме. Беше видно расположен. Рече дека не ги познава доволно квалитетите на италијанските борачи, но ќе се труди, ќе даде се од себе. Зашто успеше настап во ова прво коло од купот на европските шампиони. Еден поен добива за оваа своја акција. Гари Модосјан го добива првиот поен. Спрема 0 е за Гари Модосјан на 1 минута од борбата. 1 минута помина од борбата. Прекрасни борби гледавме до сега. Заслужено водство. 6-0. Во набудување по будувањето на фила 22-1. 22-1. Значајно е да се освојува сите тие позитивни поени. Се разбира доколку е возможно секој да се победи со туш. Тогаш тушот носи 4-0, носи 4 позитивни поени за противникот, ниту еден. При технички тушот 10-0, повторно 4 поени, но ако е 12-2, 13-3 и слично. Еве сега нова акција на Модосјан. Надвор од Душекот. Надвор од Душекот беше оваа акција, нема поени. 2 минути и 45 секунди поминуваат од борбата. 1-0 за Модосјан. Минути и 7 секунди. 1-0 на партер поради пасив ќе се најде Анџело Камарда. Сега се обидува да искористи оваа предност Гари Модосјан. Не успева. 3 минути и 30 секунди од борбата. Добро се држи Анџело Камарда. Сега можност за туш. Гледате мајсторот како си наоѓа и ја користи секоја позиција. Да видиме. Гари Модосјан со сета своја сила. Туш во овој момент. Туш и победа на Гари Модосјан. Победа на Бучимјака и во оваа борба. Толку му беше потребно да искористи својата прва ситуација Гари Модосјан и да донесе нов поен, нови 4 позитивни поени, ниту еден за противничката екипа, 26-1 за сега.
или 7-0, како сакате, заради ваша информација. Воодушевени се гледачите. Уште една прекрасна победа. Со аплаузи е испратен Гари Модосјан. Ево го гледате во кон кадар. Рускиот борач Гари Модосјан. Тоа е тоа кога се однесува за вакви велемајстори на борењето. И она најмала своја ситуација ја користат да победат со туш. А сега го гледате во кадар, 90 килограми, Ангелов Трајан. Ангелов Трајан, категорија 90 килограми против Марко Афре. Марко Афре, учесник на светскиот шампионат за јуниори, шампион на Италија јуниори, шампион на Италија за сениори, шампион и победник на универзијадата. Да ја последим и оваа борба. Ангелов Трајан има богато искуство. Сигурно ќе даде се од себе и тој. Голем борец, фајтер, вистински фајтер. Дали ќе успее да го освои првиот поен? Така е, 1-0. 1-0 водство на Ангелов. Би можел тука го гледаме во тесниот тагол. Чиро Бонкомпањи сигурно многу нешто ќе научи. Импресиониран и самиот, реков расположен, комуникативен. Одличен познавач на борењето. Се работи навистина за еден млад борач, перспективен на Италија, Марко Афре. Една минута и 8 секунди, уште еден поен, 2-0. Се обидува Ангелов да изведе уште една своја акција. Не успева до крај. Уште еден поен ќе биде тоа за Ангелов. Уште еден поен за Ангелов. Продолжува борбата, во која засега супериорен Ангелов Трајан бучи мјака Македонија. На водство 3-0, 2 минути и 20 секунди од борбата. Уште еден поен. Спрема 0, реков, повеќе од половината од борбата е поминато. Уште еден поен. Да видиме дали делегатот на Фила Раде Ачич ќе го усвои и овој поен.
5:0 на минута и пол до крајот на борбата. Сигурно граби кон својот успех Ангелов Трајан. Дали ќе добие поен за оваа акција, да видиме. Еден поен покажува судијата на Душекот, да видиме Ачич го усвојува. 6:0. Минута и 10 секунди до крајот од борбата. 6:0, предност која никако не смее да ја испушти искусниот Ангелов. Уште подначено е да не му дозволи на својот противник да освои поен во оваа борба. Тогаш Бучимјака заработува нови 3 позитивни поени. Доколку остане се разбира резултатски вака. 45 секунди до крајот. Нова акција на Ангелов. Уште еден поен. Уште еден поен, 7:0. на 30 секунди до крајот од борбата. Осма борба поред, категорија 90 килограми. Ова досега, почитувани гледачи, сигурно ни најголемиот оптимист меѓу вас не го очекуваше. Сите прогнози некако се движа и онака умерени на победа од 7:3, на било каква победа. Послушнавме и првиот човек на Сојузот на бречките спортови на Македонија на пресконференцијата прогнозираше само победа, не се осмели да прогнозира резултат. Се ближиме кон крајот на борбата, крај на борбата, 7:0, нова победа 8:0 или 29:1 според будувањето на Фила. Бучимјака граби кон своја голема победа во првото коло на Купот на европските шампиони. Високо подигната раката на Ангелов Трајан. Со аплаузи ќе биде испратен од Душекот. Поздрав со својот италијански колега. Марко Афре не беше дораснат во оваа борба на расположениот Ангелов Трајан. Честитки од тренерот Димче Ангелов. Знаете, иако загуби, расположен е италијанскиот борач, го гледаме во кадар. И Ангелов радосен го напушта Душекот. Следна борба категорија од 100 килограми. Лука Тронконе за Фиоме Оро, светски шампион во јуниорска конкуренција од 1994 година, шампион на Италија во јуниорска конкуренција, шампион италијански од предпоследната универзијада. За Бучимјака категорија 100 килограми Јури Голубовски. Јури Голубовски, реков при неговото излегување, како еден голем камен, голема стена изгледа оваа момче. Просто би рекол граден од тули. Јури Голубовски веднаш тргнува во своја акција, прва. Дали ќе се излуче тука Лука Транконе? Прв поен за Голубовски. Големо засилување представуваат турските борачи. Големо засилување за шампионот Бучимјака, за помош да се остварат амбициите да се помине оваа прво коло на Купот на европските шампиони. Реваншот од оваа средба, реваншот следува за 7 дена, на 9 септември во Неапол. Гледаме Голубовски, а сега го гледаме и Лука Транконе.
Лука Танконе се пожали на повреда на носот, а еве го Голубовски. Смирен, концентриран само на борбата. Тој оваа недела најмалку беше расположен за разговор. Рече, јас своето ќе го кажам на Душекот. Да веруваме дека е во право. Истекува првата минута од борбата. Јури Голубовски води со 1:0. Минута и 17 секунди. Спортски поздрав, ќе продолжи борбата. Вистински спортисти, вистински спортски джентлмени, до сега сите учесници на овој голем боречки спектакл, на ова прво коло од Купот на европските шампиони. Акција на Голубовски. Ќе добие овде најверојатно поен. Можно за туш. Можно за туш да видиме. Џан Пиеро Гавјани покажува туш. Минута и пол, неполна минута и пол му беше потребна и на Валерий Голубовски. Односно 2 минути, јас се извинувам и јас веќе час погледнувам во часовникот, но морам да гледам и се она што се случува над Душекот. 2 минути и 4 секунди, голема победа на Јури Голубовски. Уште една победа со туш, уште една победа 33:1 или 9:0. Ова, почитувани гледачи, најголемиот оптимист сигурно не го очекуваше. Верувам. Честитки кон гостинскиот тренер, а последна борба од вечерва, да верувам дека ќе продолжи во исти стил. Аслан Хагуров, Бучи Мјака и Марчело Транконе за Фиаме Оро од Наполи, Италија. Последна борба во која можност имат борачите на боречкиот клуб Бучи Мјака да забележат максимална победа од 10:0. Марчело Транконе, член на репрезентацијата на Италија. Јас се испуштив да кажам и уште 5 мина се членови на репрезентацијата на Италија до сега. Шампион на Италија во категоријата 130 кг. Но погледнете го како импресивно изгледа Аслан Хагуров. Одлична акција, прв поен. Одлично го прави тоа, велемајсторски се поигрува со својот противник. 4:0, 5:0. Ја продолжува својата акција, на нозе се веќе сите. Нема се уште туш. Гледате како го прави тоа, видете како го прави тоа Аслан Хагуров. Нови поени освојува, ја воодушевува оваа петилјадна публика, вистински шлак на торта, што би се рекло по последната борба. Ретко да се види во оваа категорија, почитувани гледачи, 8:0 веќе, уште 2 поени, недостасуваат 2 поени до технички туш од 10:0 и нови 4 позитивни поени. Овации за Хагуров.
семафорот. Не е во ред со семафорот нешто. Сега веднаш ќе следува реакција, најверојатно. За момент изгуби струја. Семафорот, оној кој ги бележи поените и пред се времето. Но затоа тука забележувам судијата, делегатот од Фила, Раде Ачич. Веднаш ќе продолжи борбата со неговата штоперица. 8:0, 2 поени недостасуваат за Ихагуров да забележи победа со технички туш, да донесе нови 4 поени. Продолжува борбата. Продолжува борбата. Во нетрпение, во исчекување, голема победа ќе биде тоа на Бучимјака. Голема победа, голема предност пред реваншот за 7 дена во Италија. Никој не очекуваше ваква голема победа, 10:0 или 37:1, како сакате. Според бодувањето на Фила, 37:1, па никој тоа не го очекуваше. Само еден позитивен поен, само еден позитивен поен за екипата на Фиаме Оро. Големи заслуги за публиката за ова френетично борење. Големи заслуги за управниот одбор на боксскиот клуб на Бучимјака. Изворена организација, ниту еден најмал инцидент, никаков испад. А 5000 луѓе се присутни во оваа сала. Можете и самите да предпоставите, но ете уште еднаш родовишкиот народ, македонскиот народ се покажа како гостолюбив, одлична организација. Самите би рекол навивачи на еден начин и си го одржува редот. Хагуров тргна во својата последна акција. 2 поени му се потребни, гледате како лежерно би рекол, ќе го крене својот противник. Прекрасно го прави тоа, нови 2 поена, крај на борбата. Крај на борбата, Бучимјака го слобода шампионот на Италија Фиаме Оро со 10:0 или 37:1. Бучимјака на чекор би рекол, со една нога во второто коло, каде зависно од исходот помеѓу прваците на Унгарија и Франција ќе биде нивниот противник, но да се очекаме да поминат и тие 7 дена и реваншот во Италија, во одушевување на вистина. Излегуваат сите борачи на душекот. Публиката е на нозе и верувам ќе имат поздрави на сите. Прима Хагуров честитки од своите клубски другари. Сите се тука сега да отпоздрават на вистина новаа френетична публика, новаа прекрасна публика која би рекол до последен здив ги бодреше, ги носеше на крилјата за да дојдат сите заедно до оваа голема победа. Забележувам и Владко Соколов видно расположен и радосен. Еве го тој последен отпоздрав. Да веруваме ќе имаме ваква посета и во второто коло. Во одушување на публиката, еве го и македонското знаме во раците на Николчо Калајджиев и тој извојува победа. Сите извојуваа победа, почитувани гледачи.